Според одлуката, во периодот од 8 до 16 часот влезницата ќе изнесува 100 денари, во периодот од 16 до 20 часот цената ќе биде 200 денари, додека во доцните вечерни часови од 20 до 22 часот билетот ќе чини 300 денари. Цените важат само за граѓаните и клубовите. Советничката од ВМРО ДПМН Валентина Јовановска праша дали учениците ќе ги користат бесплатно овие терени. Ме интересира дали и школски ученици, односно деца што ја следат основно образование и средно образование, ќе ги користат овие тениски терени и по која цена тие ќе плаќаат и дали ќе плаќаат и кога да бъде. Можно е да се донесе програма за бесплатно користење на игралиштата од страна на основците и средношколците со цел развој на овој спорт за кој сега постојат услови, што се однесува до функционирањето, односно зошто со терените треба да стопанисува општината, а не некое јавно предпријатие од локалната власт, вела дека засега тоа се законските можности. Агенција за млади и спорт има направено овие игралишта и се предадени на општината да стопанисува со овие тениски игралишта. Ние во овој момент не можеме да донесеме одлука, немаме законско право овие тениски игралишта да ги префрдиме на стопанисување на друг субјект. Поради тоа што временските услови веќе се погодни за користење на тие терени, поради тоа општината ви дава предлог одлука за утврдување на цени за влезници за користење на овие тениски игралишта. Тенискиот центар 23 октомври беше пуштен во употреба во септември минатата година и опфаќа 4 тениски терени, инвестиција во вредност од 19,1 милиони денари, која е дел од проектот на владата реализиран преку Агенцијата за млади и спорт за изградба на 120 тениски терени низ целата држава. На пуштањето во употреба тогаш присуствуваа лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски и директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасевски.